Свињарската фарма Ефремовски од селото Блатец е одличен пример како да се почне и успешно да се развива сопствен семеен бизнис преку програмата што ги спроведува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, истакна нејзиниот директор Николче Бавовски при работната посета на фармата. Тој, заедно со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов и со градоначалникот на Виница Ивица Димитров, направи увид во искористувањето на средствата од доделениот грант, нагласувајќи дека за краток период е постигнат видлив напредок. Свињарската фарма Ефремови, која преку програмата за млад земјоделец доби максимален грант до 10.000 евра финансиска поддршка за она што тие сакат да го набават, односно да го современат во својата фарма, се однесува на линии за транспорт на храна, се однесува исто така набавка на силос и други набавка на 5 наземки дополнително, бидејќи тие во својот објект имаат преку 40 веќе приплодни грла, имаат и товеници повеќе од 200, имаат и помладок, така да со ова ние сакаме навистина и како Министерство за земјоделство, шумарство, водостопанство и како агенција преку програмите кои што ги креираме и имплементираме да покажеме дека вака во помали рурални средини може да се создаде успешен, сопствен, фамилиарен бизнис. Поради актуелната состојба со болеста африканска чума кај свињите, не беше дозволен влез на фармата, што е една од превентивните заштитни мерки што се спроведуваат според препорака од Агенцијата за храна и ветеринарство. Бидејќи сега е актуелна и болест африканска свинска чума, а во тек беше минатите години се уште тече од страна на Агенција за храна и ветеринарство категоризацијата на фармите по ризик за опасност за ширење болеста. Претходно беше оценета со среден ризик, меѓутоа со корекциите кои ги направија и насоките кои ги добија од страна на агенцијата, премина во низок ризик, тоест веќе дека спроведуваат високи биосигурnosни мерки на фармата. Уште една приказна како сточарите може да се заштитат од ширењето на болеста и како да се заштитат од влегување на болеста во нивното одледвалиште. Секако, бидејќи ова е семејна фарма, во нивна прилога да оди и донесувањето на правилникот за ставање помали количини на производ од животинско потекло директно на пазарот и јас се надам дека ова семејна фарма ќе го искористи овие законски прилики да уште поуспешно работи. Собственикот на свињарската фарма Александар Ефремовски истакна дека финансиската поддршка од мерката Млад земјоделец му помогнала да го развие бизнисот со кој се занимава од 2005 година. Регистрирани сме како индивидуален земјоделец од 2008 до 2016 или 2017 беше и сега мислам ни регистрирано како фирма и прв пат аплицираме и ни одобрија, многу сме благодарни. Пласманот на месото имаме сопствена месара во Кочани, таму го пласираме месото, а храната ја добиваме од познати дистрибутери од Светиникора, од Виница, што работат со сточна храна заради сигурност. Долгорочно имаме планови за проширување, само ќе следиме состојбите со африканската свинска чума, иначе не можеме да ги задоволиме потребите, ќе мора да се прошириме. Мерката Млад земјоделец се одобрува за млади луѓе кои планираат да го зголемат домашното производство, што се пласира во продажната мрежа во државата. Со неа се обезбедува и дополнителна помош за зголемување и модернизирање на фармите, а се инвестира и во опрема според современите светски стандарди.